Значи, накратко, Филип му дојде идејата, се запраша, значи, во 1800 години, на 1750 година, да кажеме, во Виена почнале многу композитори да се доселуваат. Моцарт се доселил, Бетовен, Хајден. И прашањето му беше дали тоа придонело во иднина да имаме композитори во Виена, или пак ако не композитори, дали придонело до некои други вештини кои се родиле во Виена. И што откривме всушност дека постојат такви спиловари, значи ширење на знаење. Прво, присуството на такво знаење композиторско придонело во иднина да се родат композитори. Меѓутоа, тоа знаење што се донесува од композиторот донесува и цели тимови од одредени знаења. Значи, на композиторот му треба виолинист, му треба мотиватор, му треба, да кажеме, цел оркестар и сето тоа понатаму. И тоа што откривме е дека тие композитори што го донале своето, што мигрирале во Виена, не само што придонеле за да се родат композитори, придонеле да се родат филозофи. Во иднина во наредниот век веќе во Виена се родиле луѓе како Курт Годел, како Фридрих Хајек, кои биле познати филозофи. И целата идеја што мислам заклучокот што ни произлезе од ова е дека всушност не е знаењето, колективното знаење зависи од некоја патека и тоа колективното знаење што го имаш ти во една држава и луѓето кои се доселуваат или кои се одселуваат придонесуваат да покажат што ќе има во иднина во тој регион. Би можеле сега да пробате да предвидите, да кажеме, што ќе има во одредена држава од регионов во одреден период, не знам, сега некоја предпоставка е најпопуларен можеби во моментов во соседна Србија, сигурно е Новак Џоковиќ, да. Затоа што е најпопуларен спортист. Имаме и ние, мислам, дел од тие луѓе дојдоа тука и на што го врти светот, меѓутоа да кажеме ете така некој што е светски, на вистина селебрити има во моментов во светот постигнато големи резултати. Ете го Новак Џоковиќ како пример ако го земете, може со тој модел да се предвиди што се би се развило покрај него? Да, мислам сега, тоа е целата поента. Например, Новак Џоковиќ е тенисер и сродно на тенисери се некои други спортисти или некои околина кои се занимаваат со спорт, познати личности, масажери. Масажери, па дури и модни икони се блиски до тенисери. Веројатно посетуваат многу тениски надпревари или нешто слично, да. Ако имаме тенисер, обично или баш тенисер популарен, често може да се родат и други модни икони во таа држава. Некои што се сродни со, мислам, што се слични по дисциплина, кои најчесто се наоѓаат на истото сродно место. Например, еве сега ако се досели Новак Џоковиќ кај нас, најверојатно тоа ќе придонесе или тоа ќе го имаме во иднина. За жал, например, ако гледаме, можеме да кажеме што би било со Македонија, врз база на што се познатите личности кои се сега во Македонија. Во Македонија, кога ги разгледувавме културните или познатите личности, видовме дека во Македонија најпрвен ние сме сиромашни во тој дел. Имаме единствено политичари и спортисти, а спортистите се основа на една нација, на една заедница. Да кажеме дека целата заедница, целиот културен развој е потоа економски започнува со тие индивидуи. За да постои една држава мора да има политичари кои ќе водат држава. И кај нас ги имаме тие личности и во случај ако немаме миграција во иднина, а и со новата демографска слика која гледаме сега пред проекциите кои беа малце, да кажам, песимистички. Малку повеќе песимистички. Остануваме на тоа ниво. Значи потребно ни е миграција на квалитетен кадар, да дојдат луѓе кои не се познати, туку кои се успешни во комплексни, да кажеме, дисциплини, за да можеме да напредуваме понатаму.